Мои сограѓани Скопјани, ви се обраќам вам да ја побарам вашата поддршка во мојата кандидатура за градоначелник на градот Скопје. Како скопјанец од четврта генерација, можам да посведочам дека нашето Скопје од секогаш било слободарски град. Скопјаните секогаш биле на страната на правдата, љубовта, мирот, соживотот, солидарноста. За жал, длабоко навлезени во 21. век, некои чудни ветришта на повампирен фашизам се закануваат да ја одуваат слободата од нашиот град. Новиот ковид фашизам длабоко го подели нашето општество. Веќе не се делиме по нација, вера, партија, социјален статус, туку по граѓани од прв и втор ред. За граѓани од втор ред се прогласени сите оние луѓе кои одбиваат во своите тела да ја примат така наречената вакцина против ковид. Нам ни е ограничена слободата на движење и со тоа Скопје почнува да реликува на еврејско-варшавско гето од Втората светска војна, во кое беа сегрегирани евреите како граѓани од втор ред. Во Скопје денес, на местото на евреите, се наоѓаат граѓаните кои користејќи го правото на избор одбиваат да се вакцинираат. Поради тоа, тие се казнети со недобивање на нов вид на аусвајс, по урнек на Гестапо, без кој не е можно да се посетуваат театри, кина, молови, ресторани, кафетерии, базени, фитнес центри, спортски надпревари и свадбени свечености. Ако ја добијам вашата доверба, прво нешто што ќе направам, ќе биде токму укинувањето на фашистичките ковид мерки. Исто така, во училиштата ќе го укинам задолжителното носење заштитни маски, кои на децата, освен штета врз нивното здравје, не им нудат ништо друго. Ќе го забранам и монструозното сексуално сензитивно образование на Мила Царовска во скопските училишта. И ќе ги санкционирам сите невладени организации кои како во скорешниот случај со извидничкиот одред го загрозуваат духовното и психичко здравје на нашите деца. Во исто време, смело ќе се впуштам во битка со урбаната мафија, која го уништи ликот на нашиот главен град. Ќе барам изработка на нов детален урбанистички план, кој максимално ќе ги почитува стандардите за градба и заштита на животната средина. Истовремено, ќе покренам акција за детектирање на сите мали и големи загадувачи на воздухот, со цел нивно затворање и изведување пред лицата на правдата на нивните собственици. Приоритет ќе ми биде вложување во спортот, кој е еден од условите за здрави поколенија. Ќе се заложам иконата на градот Скопје, фудбалскиот клуб Вардар, да се врати на своите славни патеки под покровителство на градот Скопје. Никогаш повеќе да не се соочи со финансиски, играчки и инфраструктурни кризи. Во таа насока, градскиот стадион ќе му биде достапен на фудбалскиот клуб Вардар за одигрување на своите мечеви без никаква надокнада. Скопје ќе си го врати својот сјај преку културата, каде што градот ќе биде промотор на културни манифестации, фестивали, ревитализирање на театрите и домовите на култура. Хаосот во сообраќајот ќе биде решен со изградба на неколку нови моста, со изградба на патни приклучоци со заобиколницата на секои 3 километри, како би се пренасочил сообраќајот од центарот на градот кон истата. Камионите и тешките товарни возила, кои се едни од најголемите причинители на хаос во сообраќајот, ќе имаат забрана за влез во градското подрачје во време од 06 до 22 часот. Скопје ќе добие алтернативен надземен јавен превоз со изградба на жичара по урнекот на многу светски метрополи. Ќе иницирам зголемување на возниот парк на јавното сообраќајно претпријатие, како би се постигнало на секои 5 минути да тргнува автобус на сите градски линии, со цел граѓаните да го изберат јавниот превоз на сметка на автомобилите. Капитален проект ќе ми биде целосна реконструкција на градскиот водовод,
кој поради својата дотрајаност испушта токсични материи во водата, кои се штетни по здравието на скопјани. Под моје менаџирање, Скопје ќе добие многу нови зелени површини, детски игралишта, велосипедски и тримпатеки. Многу од скопските училишта и градинки мораат да бидат целосно реконструирани. Во училиштата децата ќе добиваат бесплатен топол оброк по сите нутриционистички стандарди. За сето ова и за ослободување на Скопје од сегрегирачките мерки на 17 октомври заокружете го бројот 17 и дадете го вашиот глас за мене и советничката листа на Родина Македонија за град Скопје. Заедно да се избориме за Скопје, кој ќе стане пример и урнек како еден град треба да функционира. Нека 17 октомври биде своевиден референдум на кој ќе победи слободата.